Констатирам дека Ненад Савески е именуван за јавен обвинител. Со 66 гласови за, 2 против и 8 воздржани, собранието го изгласа Ненад Савески за нов државен јавен обвинител. На изборот му претходеше жестока дебата и препукување на релација власт-опозиција. Министерот за транспорт Александар Николовски, кој го образложи предлогот, порача дека на земјава и се неопходни промени во правосудството и владење на правото, кој вели Савески може да ги испорача. Од опозицијата очекуваат интегритет од новиот обвинител, чија работа порача будно ќе ја следат. Велат новиот државен обвинител треба да докаже дека не е продолжена рака на власта. Историјата на ВМРО-ДПМН со заробена држава и партизирано правосудство не прави крајно внимателни. И затоа не може да дадеме легитимитет на кандидат кој што е избран во атмосфера на политички прогон на неговиот противник. СДСМ јасно порачува дека Савески не е национален, туку партиски обвинител на ВМРО-ДПМН. Се уште најголем дел од судскиот обвинителскиот совет е директно контролиран од струјница од Зоран Заев. Да ви ги зборувам еден по еден да ви кажувам. Во однос на политички прогон, 3000 луѓе ставивте од ВМРО-ДПМН по затвори и по обвинителство под прогони. Крајната цел на оваа која што е сега заменик генерален секретар на НАТО беше да се затвори ВМРО-ДПМН со судска одлука. Со судска одлука требаше да не прогласите за терористичка организација и да ни забраните политичко действување на сите што бевме тоаш раководство во рок од 2 години. Во дебатата не изостанаа ниту меѓусебните критики на пратениците за тоа кој го партизирал правосудството. Дел се осврнаа на според нив монтирани судски процеси во минатото, други пак изразија сомнежи за кредибилитетот на Савески. Во меѓусебните прозивки не изостанаа ниту и мињата на поранешни премиери. Во процесот при избор на дадените предлози, за жал не влева целосна доверба дека работите на вистина суштински ќе се променат. Владата повторно ја одигра главната улога и одлучи кој е прифатлив, а кој не е прифатлив. 7 години си живуваа врз невини луѓе и им лепеа епитети во судска простапка така како на нив ќе им текне. Заради тоа што огромен дел од оваа држава имаше чувство дека имаат монтирано кен трафика пред штабот на ВМРО-ДПМН и кој ќе влезеше му даваа квалификативи. Знаете што е безобразлук, господин заменик премиере? Безобразлук е тоа да излезеш и повторно да се мешаш во правни консеквенции како политичар. Исто што го кажеше председателот на Уставен суд. Тоа што кажал Заев, не знам, ти требаше да кажеш тука, ако има индикации за монтирани процеси, го повикувам господинот Савевски, бурум, нека се истражат уште еднаш. Савески ги доби потребните гласови од владеачките партии, додека пак против неговиот избор гласаа двајца пратеници од Алијанса на Таравари. Воздржано гласаа пратениците од Европскиот фронт предводен од ДУИ. Пратениците од СДСМ пак кои беа присутни во салата воопшто не гласаа.